другови другарици, ќевнери коноварице, дами и госпоđo, стиго е милеđan народ. Аре, закон и корупција да поведу ваши град. Homo sapiens и хомосексуалци, комити индијанци, селјаци и бизнисмени, тука е миле успех да ви смени. Се јавувате на телефонов доле и вашиот бизнис оди горе. Со виц, реклама, шега. Вашиот бизнис скаче и скаче и вика дај јаче, дај јаче. Нашите преку 69 YouTube, Instagram, TikTok канали. Милион гледачи нали. Цена ниска, услуга сјајна, само милеđan народ јаде лајна. Ајмо семки кикирики, сончоглед, македонско, а наше милеđan народ. Сексот, парите и моќта, светото тројство на денешната западна цивилизација, светото тројство на цивилизацијата на која припаѓаме, на регионот во кој што припаѓаме, самата држава, континентот, може би не ги кажав добро по редослед, но генерално ме разбирате. Тоа светото тројство, Отецот, Синот и Светиот Дух, тоа е за сликање, за декларации, за демагогии. Сепак, оваа западна цивилизација признава и познава само ова првото тројство. Парите, сексот и моќта. Или ако сакате по некој редослед, сите трчаат по пари, оние кои што се најамбициозните, најболно амбициозните трчаат по пари, како би направиле многу пари за да влезат во политика, за да стекнат огромна моќ со тоа што ќе влезат во политика и на тој начин да ги имаат сите жени на овој свет, доколку е возможно. Тоа е и клучната реплика во легендарниот филм Scarface на базенот. Мала мудрост. Што сакам да кажам? Од секојаш било така. Така е денес, така и ќе биде. Секој човек на некој начин трча по некое задоволство. Ниеден од нас не е создаден за да страда. Никој од нас не сака да страда. Целта на луѓето е да достигнат најголемо можно задоволство или сатисфакција. Тоа е нормално на некој начин. Исто така ние како луѓе, се филозофски го почнав ова, кој знае кај ќе затерам. Исто едно од најголемите карактеристики на луѓето е феноменот на оговарањето или нафаќањето сеир. Луѓето многу сакаат да слушаат озборувања. Луѓето се хранат од озборувања. Тоа е една црта која што ги осликува како луѓе. Токму затоа толку се популарни стануваат у последниве децении кога технологијата го овозможи тоа, станаат тие реални шоа. Затоа што целиот валкан веш на поедини систематски избрани индивидуи ставени во едни околности пред камери, затоа што тој нивни валкан веш што излегува на површина е највеќе она што се бара од широките народни маси. Зошто? Затоа што сите размислуваат така или горе-доле така, или имаат горе-доле слични желби, потреби, амбиции, фетиши и така му натаму. Ако сакате најпосле целокупниот, нели, така да кажам, и театар е некако на некој начин фундиран, базиран на озборувањето. На конспирација, на заговор. На ја ти реков, овој ми рече, дека ти му рече. Само што така и театарот има една сосема друга функција. Не е битно. Скопје е тоа што е, Македонија е тоа што е, ние сме тоа што сме.
веројатно да не сме толку валкани во нашите фантазии, во нашата свест, не би били толку големи моралисти. По принцип, најголемите моралисти се оние кои што имаат најмногу валкан веш во своите глави. Тие обично најсилни се кога треба да се морализира. И таа, така да кажам, дволичност, хипокризија е, мислам, одлика не само на овдека во Македонија, него одлика на цела западна цивилизација, затоа што ДНК-та на тоа лицемерие, ова што ви го кажав на почетокот. Сите се декларативно се изјаснуваат дека за нив единствено признато легитимно свето тројство е оно на Отецот, Синот и Светиот Дух, но во суштина тоа е само најобична декларација или демагогија. Во суштина целата западна цивилизација за неја постојат само три сакраменти или богови или божества, или како што реков, тоа се парите, моќта и сексот. Двигатели, тригери, катализатори, причини за постоење, смисла за живот. Можеме да паламудиме, но генерално повеќето нормално не дека на сите име тоа цел, но на тие принципи е темелена денес западната цивилизација. Јебешти таа христијанско вредности, јудео-христијански и така дале. Затоа некако природно ми е да се гадам кога ваквите само повикани моралисти си даваат право да критикуваат, да напеналчуваат, да дифамираат, да компромитираат луѓе со разни секс скандали, дали од својата блиска околина, комши, дали некои од високите државни структури и така натаму. Значи нема пониско од таа работа. Да пишеш со имење и презимења кој кого го теслачел, кој кого го прцал, кој кого го ковал, го плескал, го онадел, го гузел. Значи тоа е, мислам, дно дна на човековото постоење, да се занимаваш со тој тип на рекла казала, на озборувања, со тој тип на ниски удари. Од проста причина што тоа било секојаш околу нас, особено у високата политика. Сам сега да не ви дам примери конкретни од минатото и од и на времето тоа со Моника Левински што беше со Бил Клинтон и после нешто со наш Киро имаше. И не знам, она што се дешава у други држави, рецимо, гледате какви шамари јадеш, овој каже го Макрон, мислите неговава му акна шамар затоа што овој го загорел ручекот, макароните ги загорел? Не бе, кој сме што видела или на што била сведок или какви информации доставиле некој тамо од службите, докази за овој го за шамар. Тоа било секојаш така. Поготово Франција, од времето на Луи да не прамовет, Марија Антоанета, не знам, овој Помпиду, тамо 60-тите години, после де Гол, таратајка се прави. Само избивал скандал у еден случај, доколку некој таков висок званичник, рецимо председател на републиката или премиер, некојаш заглавил у кревет со некој си, пошто тогаш студената војна беше, со некоја руска шпиунка. Или шпиунка од источниот блок. Тоа е цура од источниот блок, која што некој му подметнал, тоа се вика во тој дел од службите се вика сладка стапица. Ти местат некоја супер атрактивна риба, луѓе кои што најмногу им веруваш, као го ѓомите случајно те запознаваат и оваа ѓомите случајно си интересен кога разговараш со неа, а ти си веќе на позиција на моќ, така да ти, кога си на таква позиција на моќ, што ја знам тогаш е така, имаше скандал, пример си председател на Франција или појма немаш. Таа моќ одма прави кај тебе у глава дека си највисок, најубав, најсилен, најголем ти е.
И сега таков некој филен човек, кој што ти имаш доверба, нели каменот од близко доаѓа, џоми ти случајно ќе те запознае со некоја цура, ова, иначе тај тама некенка равна, и она нормално почиње да ти паѓа на твоите штосови, да се умира од смеење, да ужива као никад у живот што уживала, да ти каже, леле, вака никад не сум си поминал у живот. И ти она куша кој што ти расте, бап ја тураш у шок сова, у пауза меѓу два секса, доека она ти раскаже дека таков оргазам никад у живот не доживела, ти тука почнеш да лупеташ, да кажеш работи од твојата професија, државни тајни да искачат од тебе, пошто тогаш си најрелаксиран. После секс, буквално паѓаат сите, особено со некоја таква рибетина, паѓаат сите кочници, отпори на духот, и почнеш да лаеш, да збориш, ова после пренела кај што треба да прене се пукнала. Тоа е друго, сега бе тупам, нема везе малце. Тоа е друго. Него зова збора. Особено што бевме сведоци пред некој ден, тоа беше вирално, некој си тамо директор, пичке си материну некоја Америка, со не знам секретарка гушнати, па го фати камери, па како го фатија камера, овој се стопи. Исчезна од лицето на земјата. Се претвори во гасовита агрегатна состојба. И сите сватија дека оваа му е некоја, открија дека му била некоја тамо у фирмата вработена секретарка, кој се тресе уладнава. Пак ја кажам, не ја гледаме гредата у нашето око, раската ја гледаме у туѓото око. Луѓе, знаете ли па вие што се дешава во факин Македонија, во факин Скопје? Не зборам наназад, значи, која каква влада доаѓаше, нели, нова, нели? Све најголемите, да не кажам што одма ги запослува, ги носеа, ако е премиерот од тамо ги носи пола град, тие таквите ги носи тука да ги вработи. Ако е двама, пола град ги носи од тука, ако е министри, директори на ова, на она, сите швалирките, курвиците, сите си ги запослуваа у најмоćните фирми у Македонија, овој државни или компании, не знам, овие за летање, што се за контрола лета, вамо тамо, матав, како се вика, мнав, појма немам тие, влада. Што мислите, тамо високо морални цури вработуваа, што беа многу квалитетни, си ги вработуваа љубавниците, швалерките, ало. Е јавна тајна. Но тоа не треба да се прави, како да ти кажам, филм, се случувало секогаш и секаде. Не релативизирам. Сакам да ви кажам, исто е. Дали на микрониво, дали на макрониво, дали најниско, дали најгоре. Тие исто предходните. Колку имаше само пиар тамо и новинарки, све тазе омужени. Се те слачеа со тогашни високи политичари на тогашната, минатата власт што беше. Сегде го има тоа, секогаш. И затоа е без везе луѓето да се занимаваат со работи од типот, тоа е на некој начин, како да ви кажам, неважно е. Зашо викаат овој курварлукот е најстариот занет на светот? Зашо имате потреба да дифамирате некого, да компрометирате преку секс скандал, доколку ако не е од пресудна важност за безбедноста на државата, како што реков, во одредена ситуација? Појма немам сега да кажеме наш висок званичник да биде фатен со некоја бугарска шпиунка, рецимо. Сладка стапица му наместила. Тоа е више друго. И да се обелодени, да се тргне тоа, тоа е више друга работа. А може зашо така наречени новинари имаат потреба да се занимаваат со рекла казала муабети, со овој го начука на оваа, зашто оваа претходно му ја даде на овој, а овој не сакаше го откри жена. И затоа и не морализирајте. Не се правите дека вие сте имуни на таква работа. Никој не е имун, ако дојде до многу пари и до многу моќ. Ниту еден човек не е имун. Тој што е еден имун, на 1 милион, на 2 милиона, на 100 милиона, рачунете дека е светец. Сите други, останатите сме 50 нијанси на сиво. Зашто сме луѓе. Тој е еден од 10 милионови, рачунете дека е светец. Кој што може да одолее на такви предизвици, на такви сензорни поттикнувања.
Виралноста, толку сме обседнати како тоа е тоа е во фабричка грешка на човекот. Желба да се допадне секому, тука влага и она желбата, нели, да ги има сите жени или сите мужи или не знам што. Значи да биде сакан, да биде богат, да биде моќен. И да слуша рекла казала. Тоа е човекот. Да фаќа сири да слуша рекла казала. Животите на другите се секогаш поинтересни, позанимливи. Преку животите на другите си го оправдува своите фелери, мани, фабрички грешки и така натаму. Сваќа дека има и бетер од мене, или има како мене и други, добро е, ќути, добар сум. Тоа е лепливоста на сите реалити шоуа што се со пациенти као сите нас, само одбрани, поистакнати пациенти од тимови на психијатри, психолози, кои што уствари ни кажуваат дека има и бетер од нас. Не, утеха наоѓаме дека има и поненормални од нас. Затоа немаме право да затоа немаме право да осудуваме, затоа немаме право да коментираме нечи, мислам како да ти кажам, нечи друг живот, нечи јавно да коментираме, особено не. Затоа ни е толку интересно што директорот на тамо и тамо го фатиле на дело како е гушка секретарката, иако тоа е негде пичке си материне 5000 километри далеко од нас. Што не значи кога не се дешава кај нас ово и тоа како се дешава. Мислам сум ми спомнал еднаш. Ја пошто сум влијателен или на некој начин вака медиум, знаете колку снимки имам видено и тука со комшики мои, со некои попознати фраери. Мислам, субјект целта им биле овие попознати или по оваквиве. Ама јеби ga, па тој се погодил со таа некоја комшика од тука, од кај мене, што ја гледам, знаеш. Ја гледаш по улица, знаеш. Тоа се све фини мајки, фини сопруги, фини ова, фини ова, фини ова. Што ја тоа нема никаде да го злоупотребам. Ниту па ќе кажам било каде некаде, не е јавно, вака нема да кажам за кој се однесувало тоа. Пошто е многу е ниско, а не па јавно, кај што таа филјан, жена, мајка, сопруга, цура, има деца мали. Што се дужни тие да утре да прочита како што се сите по социјални мрежи, каква блювотина кажал некој филјан или така наречен новинар или не знам Сашо или било кој за татко му или за мајка му. Што е детето криво, пример, зборам. Каква травма можеш да му направиш? Колко е тоа ниско уствари. Двоен морал. Ние сме за тоа шампиони. Едно, на улица, на јавен простор, меѓу луѓе, една слика, сосема друга слика, тамо кај што мислиме дека некој не гледа. А уствари баш тамо некој може да те гледа. Како јас што сум гледал. Некој мене некад, некој кој ми направил нешто, па некој филјан човек, па ме сретнал, па му е битно. Брат вика, еве ти ова, погледни го ова, еби моја мајката. Еби моја мајката. И вака ми покажува снимката. Не е битно кој е тој човек, од каде е, како дошол до таа снимка и така натаму. Викам, не ќе. Затоа што он нешто ме направил, ме заебал, ама зашто сега да поради тоа да пати, не знам, негови близок, негова фамилија или деца, или тоа да го видат, или било кој, негови родители, било. А не паш имало и злонамерни понуди од типот мисла да ја тука одма сега ради некој лајкој, ќе загризам и се видете, И за слики, такви клипови, секси, и за документи одредени за некој тамо фирми, компании, не сум лут. Не сум лут ја да објавам нешто што утре може и тужба и вака и така, што може би е класифицирано ако е документ на некоја фирма, болница, компанија, појма нема. Сум ми викал, ќе ми плаќаш, ти викам судски рочишта, кога ќе ова, ако ме тужи некој. Многу е просто. Така што генерално за тоа ми беше мојаветот за двојниот морал и за овие ниски суштества кои што се спремни да направат све само за да бидат актуелни, популарни и така дале и така дале. И понекогаш си викам
Добро е што немам пари и моќ. Немам ни секс, значи, може тоа иде со тоа. Али еве му матер. Еве му матер. И тоа било некад, мислам. И без пари некад се правило секс. Ама некад, сега више тешко се, потешко и потешко. И нека биде тоа лекција за сите. А особено за овие што се у позиција на моќ. Да не преќутуваат. Да не дозволуваат постојано да бидат одирани као вреќа. Требало, не требало. Ако више некој нешто им вади, константно, да почнат и они да вадат. А знам дека имаат многу работи. Ама немаш кој си у боксерски ринг да оставиш постојано да те удираат. Не знам дали ме разбирате што сака ти кажам, Кирко, сети се снао како беше таа. А почнете и вие да вадите. Не можете ностоп да оставате да ве удираат. Како вие им тргна да маваат. Си речете, супер е ове, да маш да не ти ко на вреќа и вреќава да не ти враќа. Топе! Зато е убаво вреќа кога маш вреќава, не знае да врати. А ако почнеш да враќаш, ќе му го покажеш местото на таквите, на сите, на целата камарила на ниски, ситни души и на тие зад нив, што ги подпомагаат за да го прават тоа. Што како што викаат, што имаат командна одговорност, таа, како да наречам, камарила за дифамација. За нечија компрометација. Дајте бар малце шпанска Сирија, нека се деси нешто. Почнете вие да вадите. Кој кого сега пердаши? А кој опозиција? Па кого тој истиот пердашел кога бил на власт? Па да се откријат некои други работи, со кого седел на за кого шура, со кого ова, со кого. А логично е тоа, знаеш. И знаете тука што храна има за народ. Забава. Пу! Вие почна да вадат. Луѓе, ја мислам дека више никој од вас нема да гледа тоа Netflix. Никој нема да гледа. Тоа ќе видите што е уствари кај живееме. Али ќе им се отвори бајги работи на судоје. Тоа. Кај онака има разводи, ова ќе им се отвори пута 100 работа. Мада од друга страна си викам, луѓе мои, денес е толку свеиспа и пузано еден стар македонски збор да употребам, да и не мора да значи дека да излезат сега и власта да излезе со милион клипови за тие кретени што прават и што правеле кога биле на власт. Какви скандали имало, какви овие секс таратајки групњаци, ово она со тазе жени новинарки, вамо тамо. Ја мислам какво време е денес дека ништо посебно нема да се деси. Ти више немаш да ги разбереш. Кај нас у градот. Се збори. Па знам, вика, дека ме вара муж ми. Ама се додека јас, кога ќе отворам очи, видам на комодата до мене остајани 500 евра, со која сака нека иде ме заболе. Пичкава. Значи, не си сигурен денес веќе во реакцијата на луѓето по одредени, нели, прашања, проблеми, дилеми. Толку сме, ја мислам, толку сме станати декадентни. А таа декаденција уште полоша кога е завиткана у обланда на голем морал, у обландата на Светото Тројство, ама она од Новиот Завет, Таткото, Синот, Светиот Дух. Таа декаденција е многу погадна, затоа што лицемерието е многу поголемо. Не се опасни тие што викаат, па добро, не сум светец, сум правил и ова, матер се. Тоа е. Никој не е савршен. Опасни се оние кои што се џаули или џолици, а се прикажуваат као светци и светици. Затоа никој нема право да јаде говна за никого и затоа најниското оружје што можеш да го употребиш за да компрометираш нечи живот, за да уништиш нечија кариера, нечи живот, е да го употребиш сексот како оружје.
А сето останато можеме да паламудиме и за Нов Завет, и за морал, и за ова, и што е морално, што е аморално, и што е праведно, и што не е праведно. Туримо го. Овој свет, од неговото постоја, почетоците, од неговата зора, до ден денес, го туркала амбицијата, осмислена желбата за освојување, за борба, агонот, што би рекле старите народи, за да освои повеќе, за да приграби повеќе, за да стекне повеќе пари, повеќе моќ, и за да може да ги, вулгарно кажано, да ги изебе сите жени од другите племиња. Так просто. Кај го спомнав ова сега на руски. За 1 сат одам за... Ме чека тука долево на паркингов овој хеликоптер. Идам на сат време 2 до Кремљ. Да се видам таму со Владимир, со некои луѓе, со Песков, со Захарова. Ако имам дозвола да известам нешто за мојот состанок, јавно, што се случило. Сепак е ова српски свет. И мипам идиотите, српски свет. Али затоа нив им изгледа многу поубаво бугарски свет да живеат. Сега како што Бугарија сака бугарски свет да направи. Од цело овој Балканов тука. Али здрави, како тргнале работиве, овие швабиве, ако им ги дадат тие ракетите нивни на далекометни, што се со голем дострел на Украина, рачунете, следната нуклеарка не во НАТО база во Полска, ќе падне у НАТО база у Имачка. И тогаш Имачка одма ќе стане Немачка. Така е тргнато, верујте. Натаму оди. Поча некому памет не му иде. Ај чао, вие пишете некои ваши размисли во врска со ова, може јадам, не знам, превише трици, али баш ме интересираат ваши некои размислувања во врска со овие работи што ги кажав претходно. Врска со парите, моќта и сексо. Во градо. Сексо и градо. И сексо без градо, сексо во селото може исто така. Легитимно. Во сено на трактор, во кочината, доека иставаш храна, овој саканата, истава храна на маторицата и ти отпозади. Знаете, у село колку има на слива, горе, каже на слива, ајде. Во плевната, в седло, доека го јаваш дорчо, не дорчо да го јаваш, мислам, ти... да ме сватите погрешно. Значи, додека јаваш на дорчо со саканата, таа пред тебе седи, ти посетнива на некоја пријавање вака кој се подкрви, ти тука само вака да се подменеш. Нели, кога јаваш, не мора за да јаваш правилно. Значи, да разменвиме искуства ми е муабетов. Искуства разноразни и на тема пари, секс, моќ, политика, ово, она. Тоа мислев, ајде да не истресам уште нешто.